денови на пролета, денови на екологијата, низ e-twinning проекти. Ке споделам некои лични искуства и ќе ви предложам, ако досега не сте користеле, да почнете да користите една апликација GrowUp за трансформација на слики во видеа. Премногу едноставно и корисно, впрочем ќе видите како го правев јас тоа и сметам дека ќе ви се допадне и ќе можете и вие да го направите истото. Значи, за онај што денес се среќававме во нашите училишта, најчесто советите денес или вчера ни поминуваа за да поразговараме и да се договориме како ќе ги поминеме деновите на пролетта, односно денови на пролетта, денови на екологијата и впрочем во сите македонски училишта на различни начини се одбележуваат овие денови со низа различни активности, разни кампањи, акции за садење дрвја, чистење на депонии, модни ревии од отпаден материјал, изложби на уметнички дела од отпадоци, литературни творења и сликање на пролетта, потоа поставување на кучички за птици. Исто така го одбележуваме и роденденот на Ајнштајн, иако тоа е порано, нели, на 14-ти, кога е и денот Пи, и на пролетна рамноденица ја мериме обиколката на земјата. Тоа кажувам во главном што правиме сите, некогаш сите овие активности заедно влегуваат и се дел од еден e-twinning проект, иако секоја активност поединечно или посебно може да биде проект сама по себе. Јас ке спомнам само неколку проекти кои што во последни години ги поминав со колегите, во некои учествувавме и повеќе училишта од Македонија, учествувавме повеќе училишта од повеќе земји, а во некои и помалку, но сепак сите тие се закитиле и со национална и со европска ознака за квалитет, некои учествувале и во оние избори за награда за најдобар e-twinning проект, некои биле наградени како најдобри проекти во нивните земји. Еден од тие проекти е и клима и климатски предизвици. Учествувавме 8 училишта од 5 земји. Навистина прекрасен проект, изобилуваше од куп еден настани, организиравме куп еден кампањи, така што не седевме само училиште, туку одевме и надвор од училиште, изработувавме разни брошурки, делевме на случајните минувачи по улица, во трговските центри и така натаму. Значи, самата идеја и ми е жал сите овие проекти што се затворени, што не може да се влезе внатре и да можам да ви го испопрезентирам, барем материјалот, она што е внатре забележано и што сме го поднесле и при пријавување на самиот проект за овие ознаки. Потоа следеше и глобална зима и клима, исто така преубав проект каде што баравме докази и полемизиравме дали времето се заладува или затоплува во зависност и од годишното време, односно годишно доба кое што наблюдуваме, дали истражувањата правиме во зима или пак во лето, па поприлично интересно поминавме и интересно беше што сите се согласивме со нашите мерења, дека всушност нема некоја промена на она средна годишна температура и со години дека таа се повторува, само што во зима, фактички зимите затоплуваат, а летата заладуваат и остануваме некако на ист просек, односно со иста просечна температура. Потоа доаѓа децата на екологијата, светот се менува, она што денес тешко дека би дошле на идеја да направиме ваков проект. Забележувате дека овој е работен 2019 година, пред COVID, и тогаш нешто поинаква ситуација беше. Денес веќе не би можеле да зборуваме вака, зашто забележувам и по моите ученици нешто се смени. Веќе не сме тие кои што веќе имавме некакви еколошки навики и повеќе се грижевме и за околината и за просторот во кој што поминуваме подолго време во текот на денот, а тоа се нашите училници. Нешто се смени,
Така што реков, проектот вистина супер помина, бевме куп еден училишта, многу држави, во сите држави беше награден, но и кога направивме ретроспектива, кога сакавме да го продолжиме, рековме сепак да остане во таа година, зашто ова година навистина ќе почекаме да се вратиме на некое друго ниво, па да можеме да продолжиме и оние истражувања што ги направивме тогаш да можат да важат и сега. Ова е интересно, тука е азбука на жив свет, зашто повеќе се одвиваше надвор, бевме во посета на шуми, во зоолошки градини, па известувавме од таму, така што организаторите беа одделенските наставници, ние лесно се вклопивме, изработувавме и разни букварки, истражувавме за овошки, цвекиња, на буква игравме и така. Значи, преубав проект, општо прифатен и навистина вреди да трае и да се шири уште повеќе, зашто особено малите, зборувам за ученици кои се описменуваат, се доста интересни и сите теми привлекуваат внимание и многу научуваат. Потоа подгответе се доаѓа зелено. Тоа е кога мислевме дека ќе дојде време кога скоро сите градби во поголемите градови, особено метрополи, ќе имат барем зелени кровови, а да не зборуваме за паркови и друго. И тука нагласок беше на садење и повеќе се занимававме со садниците и со дрвјата кои што успеват во кое подрачје или како би можеле да ги приспособиме да виреат и на некое друго место, така што доста навистина интересно беше и такво нешто да се сработи и да се види. Потоа за иднината исчистија околината и тука навистина се трудевме, исчистивме многу депонии. Исто така еден масовен проект кој што помина одлично и дури заврши како еден научен труд од се она што сме го собрале. Колегите од Турска направија труди на една научна конференција и го презентира. И ова последно, за да скратив малку, да не одам по сите проекти и повеќе да добиете идеја или нешто, ако не сте почнале ова година, другата година, да можете да почнете со колегите од другите земји од Европа. Ова е проект кој што трае веќе четврта година, четврта сезона и секогаш е исто привлечен. Се наречен е како убавина е во очите на наблюдувачот и за сега сме само 17 учесници. Ке ве прошетам, оти ова е сегашен, па може да се влезе и внатре во проектот. Направив принт скрин неколку странички она што може да се види. И колку да ве поттикнам да не мислите дека кога планирате некој проект, дека на самиот старт се мора да биде испланирано, се мора да биде совршено, туку да видите дека и тековно нештата може да се работат, па ќе видите од нашите страни што ги уредуваме, како што ќе доаѓа, така и го бележиме и пред да почнеме со било каква активност, ќе уредиме таа страница ќе ја довршиме, па одиме на нешто што ќе се случи веќе, да речеме, наредната седмица, наредниот месец или сосема сеедно. Се вклопуваме буквално секаде. Еве, иако се работи за екологија, одбележавме и седмица на кодирање и сето тоа го внесовме и во нашиот проект, од причина што ставивме екологија, можеби на еден специфичен начин, но сепак и здрава исхрана и воопшто храна може да влезе и во тој дел. Па самото кодирање или самиот настан го нарековме од кујните на баба и пишувавме рецепти за традиционални јадења и ги правевме истите јадења, а рецептите ги запишувавме кодирано. Со тоа што во описот на самиот проект предлагаме и како би можело да се изврши тоа кодирање, за да не биде тешко и секогаш има повеќе начини, па доколку некој нема да се согласи или не му се допадне начинот на кодирање, оној што ние сме го предложиле,
тогаш тој самиот тоа го прави и ни објаснува или појаснува она што тој го направил и нормално секогаш ќе се најде некој што ќе прифати и она другото. Обавезно, мислам задолжително, поставуваме или еве вака некаква табла, некаков падлет или може да биде блог, може да биде некаква страничка каде што евидентираме тоа што сме го направиле, па тука можете да видите и најмалите како преку цртежи фактички покажувале или појаснувале она што треба за да се изработи некој рецепт од некакво јадење што тие го правеле, обично се работи за едноставни јадења. Потоа, секогаш мора да правиме алтернатива, за жал и сега, особено во деновиве, седмица, две и пред ова, добивте сигурно сите известување дека имаме некаков мал застој на самата платформа и доколку сакате да работите и да имате нешто како дневник, како да не заборавите што сте сработиле, најубаво е секогаш да имате и некакво алтернативно место, освен платформата, каде што ќе складирате се или па подоцна кога се ќе биде во ред, ќе префрлите повторно на платформата или едноставно ако веќе се насобрало многу материјал, можете само да линкувате кога ќе пријавувате проект за ознака на квалитет, нели се бара да имате и или да приложите и надворешни линкови, така да можете слободно од таа ваша група или некое место за соработка да приложите линк и нема да има никаков проблем, повторно ќе биде валидизирано и оценето како што треба. Ова е конкретно кога ќе слушнете некаков новитет или нешто, ние барем на одредена тема, без разлика дали е екологија, дали е STEM, дали е нешто друго, секогаш ако има и на друго место да се случува некаква активност, некаква кампања, некаков друг проект, секогаш известуваме, зашто веќе имаме подготвено материјали, така да можеме и да сработиме за кратко време и два проекти, па некои активности од едниот проект да се прелеат во други обратно. Тако беше и со оваа климатска акција, зашто и таму бевме добро оценети, од причина што секаде се вреднува она соработка и колаборација помеѓу училишта, особено ако училиштата се од различни земји. И она што ќе се насобере кога ќе делите на друго место, тогаш треба, знаете и самите дека не може да биде уредно како што е на платформата, па да одите од страна по страна, се пишуваме на едно место и тогаш барем месечно или квартално, зависи колку време трае и самиот проект, треба самите да пишувате известувања за да се знае што сте сработиле во тој период, од причина што кога ќе треба да или кога ќе дојде време да пријавите проект, секој зборува или секој пријавува само за она што тој го сработил и треба да го правите тоа на одредено време, да правите сами за себе известување за да знаете до каде сте. И она главното, кажувам главното, зашто знаете дека овие инфонастани се однесуваат на самата платформа, на eTwinning проектите и едноставно да разберете дека нема некоја тежина, дека можете да направите на секаква тема, секаков проект и не мора секогаш проектите да се на тема од предметот кој што предавате во училиште или да соработувате исклучиво со колеги кои што предават ист предмет, иако се од другите училишта. Пример е екологија која што буквално не опфаќа и засега сите и навистина доаѓа како вид на релаксација, нешто што е интересно за секого, без разлика дали ќе биде математичар, природњак, уметник или не знам што, зашто за сите има и работа и место. Мене особено ме привлече оваа апликација која што ја започнав со еден проект, ми остана во навика, па ја видов дека и тие фактички сите се следиме на сличен начин и тие додадоа да биде и како една од алатките на Глобе. Подоцна ќе ви кажам на Глобе и ќе ве поканам сите ако сакате да учествувате и во меѓународниот проект Глобе. Значи, самиот GrowUp, оваа апликација овозможува да ги правите анимации на дрвја, градини,
pejsaži со фотографирање со вашиот паметен телефон. Ова е кога се однесува нели на екологија, па што друго освен растенија, пейсажи, дрвја, но гледав GrowUp користено и за луѓе, настани. Например, секогаш во исто време се фотографираше од исто место еден плоштад и се наблюдуваа луѓето кои што го посетуваат во одреден период на денот, па после, да речеме, една деценија сликање, не мора да биде секој ден, може да биде, да речеме, само во летен период. Можете да се решите вие самите да направите распоред кога, како што. И се гледа како се менуваат и самите луѓе, почнувајќи од мода, од повеќе оделе пеш, сега повеќе користат велосипеди, сега не знам, скутери или нешто трето. Така да може да се искористи за се и се што. Јас конкретно го користам за неколку брези во училишниот двор што ги фотографирам и ќе видите колку е тоа интересно. Значи, апликацијата директно ги трансформира овие слики во филм со временска рамка кој покажува промени во текот на годишните времења, па дури и со текот на годините. Додека се забавувате правејќи анимација на вашиот двор, вие исто така им помагате на научниците подобро да го разберат влијанието на промените во времето и климата врз животната средина. Значи, еден да го прави тоа или двајца, навистина ќе биде товар и ќе биде многу, а кога секој би правил нешто од забава, а воедно да биде корисно, може да се исплати и да даде голем придонес во наблюдувањата и истражувањата, особено кога е во прашање животната средина. Ова се 6 видови на дрвја кои ги наблюдуваме за европска кампања Глобе. Тоа е даб, леска, липа, бреза, вишна и бука и сега е додадена и смоква. И тие се тие што не верувам некој да ги нема или училишен двор, или дома во двор, или во комшилак, во улица или некаде во близина. И доволно е да имате некое такво дрво покрај кое што секојдневно поминувате, да си одредите дали ќе биде на некаков работ тротоар или од некаква градба, било што, да едноставно да си ставите знак на место од кое што ќе го сликате, така што ако го сликнете денес, па за една седмица повторно или утре, не е битно, ако не ве мрзи, можете тоа да го правите и секој ден, зашто не го зачувувате тоа на телефон, туку ќе отиде директно на GrowUp и таму ќе се создава видео и ќе можете во секое време да го видите, а линкот ако споделите ќе можат да го видат и вашите пријатели тоа што го правите. При внесување на таа слика треба да наведете за кој вид на дрво се работи, надморска висина на местото каде што е дрвото, географска должина, ширина. И ако тоа го правите во име на училиште гради држава. Можете да работите и како поединец, па ќе ставите ваше име и презиме, сосема сеедно. Самата цел на оваа апликација е да документира, анализира, визуализира и комуницира климатските и човечките промени во нашата средина преку мобилни телефони. GrowUp ви овозможува да ја анимирате сезонската состојба во вашето обкружување со редовно правење фотографии. Кажувам редовно, не значи дека мора да биде секојдневно, ама вие ќе си одредите во кој период или кога мислите дека нештата најинтензивно се случуваат, тогаш можете и почесто да го правите истото. Значи, дрвја, градини, пейсажи, од точно иста позиција, она што кажав на почеток, да одредите од каде ќе го правите тоа. Фотографиите се претворат во анимации, луѓето можат заеднички да прават анимации. GrowUp помага да се следи продолжувањето на сезоната на растење предизвикано од климатските промени и од дел од светската програма за научно образование Глобе. Самата програма за научно образование Глобе е поддржана и од нашата земја, од нашето Министерство за животна средина и просторно планирање. И имаше пред некој ден уште една покана, има поприличен број
македонски училишта кои што се во овој проект. И имаше покана за уште училишта, зашто секој ако даде помал придонес за земјата воопшто ќе биде многу. Се со цел да се изголеми и еколошката свест, не е само да правиме истражувања, теку сите вие што ќе се решите да станете членови на овој проект, ќе видите што се нуди. Во секој случај, нели, пред да прифатиме нешто, секогаш и разгледуваме за што се работи. Нашата средина постојано се менува. Ако се навратите на фотографиите направени пред неколку години, веќе забележувате како изгледале луѓето, автомобилите и целата наша околина, тоа како да листате стари албуми. Исто така, нашата природна средина постојано се менува поради променливите временски услови во текот на годината. Најочигледни се сезонските промени, циклусот кој никогаш не завршува пролет, лето, есен, зима, се придружени со фенолошки настани како што се пупење на дрвјата, цутењето, зреењето на плодовите, есенското боење и паѓањето на лисјата. Овие фенолошки настани значително одредуваат како изгледа нашата околина. Времето на фенолошките настани силно варира од година в година. По топлите зими дрвјата разлистуваат неколку недели порано во споредба со студената пролет. Температурата е еден од главните фактори кои влијаат на времето. Обично забораваме што се случува во нашата средина, освен ако не го запишеме или кога поврзуваме посебен годишен настан, што се повторува со нашиот роден ден, да речеме. Со настан што се случува во природа, како што е цутењето на див костен. Поради видливоста на фенолошките настани, луѓето сакат да ги снимаат. Најстарите фенолошки обсервации дотираат од 846 година, кога бил запишан почетокот на цутењето на црешите. Зголемувањето на температурата во изминатите децении го промени времето на фенолошки настани. Научниците успеа да го кажат овој сигнал за влијанието на климатските промени користејќи милиони фенолошки наблюдувања. Проблемот со фенолошките наблюдувања е што одзема време за да се направат наблюдувањата и што се евидентираат само релативно мал број на видови или мал број единки по вид. Со воведувањето на сателитите стана можно да се снима зелениот појас со мерење на зеленилото на целата копнена покривка. На секој блок 25 на 25, па дури и 5 на 5 метри зеленило, податоци се достапни кога сателитот доаѓа и кога не е облачно. Сепак се уште не е можно да се идентификува видот што е фотографиран од Вселената и проблем е зачестеноста на сликите. Не секогаш поминува, нели, преку исто место, па не можеме да кажуваме дека се работи за исто зеленило. Со GrowUp можеме да анализираме сезонските промени на растенијата во вашата околина. Задачата за образовно истражување на оваа страница објаснува како можете да ја направите анализата со учениците. Во задачата го следите научно-истражувачкиот процес. Значи, кога ќе отидете, кога ќе се регистрирате, ќе добиете упатства, дури и како да се ориентирате, а самата ориентација ја одредувате кога ќе одговорите на неколку прашања и самите тие одговори ви представуваат некаков вовед во тоа ваше истражување. Прво треба да определите или да наведете кои од 6 видови што ви се понудени имате во вашата близина и ќе ги наблюдувате. Дали ќе биде тоа бука, бреза или оние што сте ги виделе, што сме ги набројале. GrowUp кои се присутни во вашето соседство, значи не мора да биде само училиште, може да биде и во вашиот двор, реков, може да биде во уличката во која што секојдневно поминувате. И самите да кажете зошто ќе го наблюдувате или зошто ќе го фотографирате конкретно тоа дрво.
Потоа треба да опишете и еколошките карактеристики на дрвјата, тоа малку ќе пролистате, ќе истражите со учениците, да определите кои фенолошки фази очекувате да се слушаат во текот на времето што сте решиле да наблюдувате, зашто може да бидеме, например, отворање на листовите, кога се пречекува пролет, тоа веќе сега почнува и овие денови ако почнете, ќе можете дури и да ја мерите големината на листовите, сето тоа ќе можете и да го внесувате на Глобе серверот и да ќе ви се бројат и податоците што сте ги внеле. Може да наблюдувате цутење, потоа кога ќе почнат плодовите, раст, зрење на плодовите, боење на листовите, паѓање на лисјата и обезбедете некои информации за фенофазите што сте ги избрале, поддржани со слики. Значи, преку самите фотографии ќе ве упатат како и што да правите, почнувајќи од оние мерења, да се знае како да го поставите и линијарот, дали со целата дршка или само она лисна површина. И со кои други дрвја во која земја или провинција ќе ги споредувате тој фенолошки развој на вашето собствено дрво што го сликате, дали ќе биде од некоја европска држава, да можете и да одите и да споредувате, зашто е ова на глобално ниво и од јужната хемсфера, и што е премногу интересно кога гледате, кога кај нас доаѓа пролет, кога се разлистува, како кај нив лисјата паѓаат и доаѓа есен. Сосема нешто што е спротивно. Тука се истражувачки прашања, која е разликата во фенолошкиот развој помеѓу вашето дрво и дрво од ист вид од различна локација во Европа. Тоа е кога веќе ќе работите со учениците и кога ќе треба да согледате или да донесете заклучоци од она што сте го сработиле. И како времето на фенолошкиот настан што го проучувате е под влијание на температурата. Потоа план за истражување самиот ќе се наметне, кога реков на самиот почеток, ќе одговорите на сите оние прашања што ви се поставени како вовед и веќе ќе имате од прилика јасна цел или ќе знаете веќе што треба да се прави, само што треба да решите колку често ќе правите фотографии, зашто има периоди кога навистина ако не го правите тоа често ќе ви пролета и нема да забележите, ќе видите дека, например, еве сега кога е време на листање, ако не го правите тоа често, ќе видите само една пупка и после еден голем лист. Во кој период ќе го правите тоа, значи да се решите, дали тоа ќе биде наутро, напладне или кога и да сте на училиште, која смена сте или кои недели ќе го правите тоа наутро, кои попладне. Кога во текот на денот ќе правите фотографии, од која локација точно ќе правите фотографии, како ќе ги споредите фотографиите и анимациите што ги добивате со GrowUp. Секој може тоа да го направи, ако доволно е на пребарувачот да испишете GrowUp, да ја симнете апликацијата и можете веќе утре да направите прва фотографија, со тоа што треба да знаете дека треба да имате интернет и треба да дозволите да дозволите да ви се одреди положбата на Google Map каде се конкретно наоѓа даденото дрво што сакате да го сликате. И сега ќе преминам на тоа јас што го правев, се сместив во една на Векелет, таму се и 4 брези, поправо се работи за 3 брези, една ја сликам од 2 агли и тоа ќе видите. Тука и пишував воопшто за европска фенолошка кампања, има редовно се случува и пролетна и есенска, односно редовно наблюдуваме како се создават лисјата и како паѓаат лисја. Тука се еве повторно сликите од сите растенија што можат да се наблюдуваат. Мапа еве вака изгледа, ова е моето училиште, една бреза е тука сместена, другите 2 тука. И ова е последното, ова е веќе стара дата, ама истото го правам секој скоро ден. Ова е бреза што е под прозорот
на мојата училница. Ова е првата бреза, неизе ја наблюдував сигурно 7-8 години. Тоа е доста интересно, зашто имаше зими кога имало и снег, па и тоа може да се види. Ова е таа што ја наблюдувам од два агли. Еден е овој од надвор ја сликам, а другиот е од училницата од овој прозор. Така што брезава, не знам што и се случило, имаше некакви проблеми на самото стебло и веројатно заради тоа дали е болест или нешто друго, во август 2022 кога се случи невреме, кога дуваше силен ветер, овие ниски гранки падна, иако беа доста живи. Сите мерења правевме на нив. Ова е гранките што можевме да ги досегнеме со рацете, поправо беа скоро до земја. Па меревме и самото листање, односно создавање на лисја, и после тоа не сме можеле, се префрливме на една мала бреза, која што е некаде висина околу 2,5 метри, и сега сите овие истражувања правиме на таа мала бреза, а ова само ја сликаме како озеленува и како и паѓат лисјата. И тука кога ќе отидете на Векелет, веќе знаете адреса, нели зборував еднаш за Векелет, ќе можете да ги видите и сите брези. Мислам дека на третата беше бреза која што ја сликам од училишниот прозор. Сега се гледа ова, Силвана? Да. Ете, тоа е, вака се прави видео. Зашто кога почнав, не бев ни јас сигурна, ова е сега веќе кога пуштило лисја, почнав кога не беше разлистана бреза и гледав, некако ориентир ми беше да во кадар да ја фаќам целосно зградата што е Карши училиште. Арно, ама тоа не било доволно, зашто кога разлиста, кога отежна гранките, кога се расшири, веќе морав да кратам и во видикот да имам само половина од соседната зграда. Така што, еве, ова е само пример да не мора да излегувате и надвор, дека можете нешто да направите и од самата училница. Ако изгледаме, зашто почесто сликав и секоја мала промена се гледаше, забележувате дека се најчесто е сликано рано наутро. Ова е веќе кога паѓа лисја и кога се разголе, и после тоа ќе видиме како ќе се облекува во лисјата и ќе повторно озелени. И имам, реков, наблюдувам 3 брези, од кои што ова е од два агли, еден е од училница, а еден е надвор од училница, унапред да влезам во училница. Сега и ова ќе престанам да делам. Се надевам дека ви се допадна самата апликација и дека ќе можете и самите вие да го направите истото, за да ја збогатите мапата со наблюдувани дрвја, а со тоа помагаме на секого, особено на нас.